Пред известно време до општина Струмица пристигна иницијатива од страна на невладината организација Young Life со седиште во Република Германија, преку невладината организација Welcome in Bulgaria од Република Бугарија за реализација, односно имплементација на проект во рамките на размената на искуства, знаења во контекст на меѓусебно дружење, споделување и градење на нови пријателства помеѓу учениците од Република Македонија и ученици од многу училишта во Западна Европа. Општина Струмица иницијативата ја препозна како мощна значајна и во тој контекст истата ја поддржа со сите своји расположиви капацитети и ресурси. Значи, во овој период во кој што се реализира самиот проект, 5-дневен период, децата кои што се ученици од разни училишта од Западна Европа се пристигнати во Струмица заедно со своите раководители, ментори и капитени и во рамките на ова заедничко пријателство и дружење ќе настојуваат да подигнат, да изградат, односно да ги избогатат содржините во училишните дворови во општина Струмица, кои што понатаму секако ќе значат можност за реализација, односно спроведување на наставно и воннаставни активности. Имплементаторите во општина Струмица препознаат 3 соодветни локации. Тоа е дворното место во основното општинско училиште Сан Домасев Струмица како централно училиште и 2 дворни места од детската градинка Детска радост во Струмица. Директни учесници во самиот проект се децата, како што реков, од Западна Европа. Тоа се некаде околу 230 ученика, кои што заедно со нашите деца ќе ги градат овие реквизити, односно ќе ги подигаат овие забавно-рекреативни качиња во дворовите на училиштето и на детските градинки. Сметаме дека самиот проект нуди една нова компонента, односно една можност за меѓусебно дружење и споделување на искуства и знаења на учениците од другите држави со нашите ученици во нашата локална заедница. 5-дневните активности се надевам ќе продуцираат видливи резултати. Истиот ќе заврши во петок, односно ќе биде заокружен со една меѓусебна забава на која што децата од Западна Европа ќе имаат можност да осознаат повеќе за градот Струмица и кога ќе се вратат во своите домови на нашо и на нивно задоволство ќе понесат позитивни впечатоци и сознанија за Струмица како европски град. Општинското основно училиште Сан Домасев од Струмица за овие 5 дена е побогато со над 30 деца од Западна Европа. Овие дечиња дојдоа кај нас да ни помогнат на нашето училиште и да ни покажат како може деца со собствен труд, со своите 10 прсти да направат нешто за нашето училиште. Овие дечиња ќе го збогатат нашиот училишен двор со реквизити и со клупички за седење. Овие клупички за седење нас ни се потребни затоа што децата кои што патуваат до нашите подрачни училишта Баница, Водоча и Добрејци ќе имаат место каде да седнат додека го чекаат превозот. Исто така нашите мали ученици од прво оделение и нижите оделенија ќе можат, значи во овие реквизити да поминуваат дел од слободното време после наставата, меѓутоа и за време на наставата нашето училиште и нашите ученици ќе имаат можност да излезат надвор од училиштето и да имаат настава на отворено. Како директор на училиштето, ова активност ја оценувам како многу корисна и ние како училиште ќе имаме повеќе придобивки од тоа. Едно е она што ќе го добиеме, како што ќе ни го остават овие ученици како наследство, меѓутоа друг е воспитниот дел, а исто и образовниот дел. Нашите деца овие денови учат, се дружат со дечиња од европските земји. Дечињата сегде во светот се исти. Не требаше голема организација во училиштето децата да се зближат меѓу себе. Во овој момент, додека сте вие присутни тука, се одвиваат повеќе активности во нашето училиште.
Учениците прават, значи дел од нашите ученици прават интервју со учениците од другите земји, ги прашуваат од каде се, учат за нивната култура, учат за тоа како работат, како учат учениците во другите европски земји. Заедно цртаат, значи ги прават макети на ова што го прават за да знаеме и ние како се прави тоа, учениците учат од нив. И исто така ќе завршам со реченицата дека училиштата мора во 21 век да бидат двигатели на општествени промени. Ние мораме да ги отвориме вратите и да ги отвориме прозорите на нашите училишта, за да нашите ученици знаат дека светот е многу мал кога се сака да се дружи со некого. Јас сум пресрекна и искрено им благодарам за оваа активност и честа што ни укажа точно нашето училиште да биде домаќин во овие денови на оваа активност. My name is Dennis de Vries. Моето име е Денис де Вриес. And I am from Munich, Germany, but I was born in California. Јас сум од Мюнхен, Германија и бев роден во Калифорнија. Thank you for letting us come to your city to work here and make it a better place. Ви благодарам што ни дозволивте да работиме овде во вашиот град и да го направиме подобро место. We are a group of 30 students who are living in Germany, but very few are actually from Germany. Ние сме група работници од Германија кои што живееме во Германија, но многу малку сме од Германија. We are an international group from 12 countries, and we love to come here and meet other international people. Ние сме интернационална група од многу држави и многу ни е мило што дојдовме овде да работиме. These students have come a long way, and this week is their vacation from school. Ние дојдовме многу далеку и ова недела е нивниот одмор од училиштето. But they have decided to come and work, and that is a good thing. И тие сами одлучија да дојдат да работат и тоа е добра работа. We love the weather. Го сакаме времето. Yeah. How you're pleased for accepting here, for welcome here on the city? Everybody is very friendly. We love games with the children. We love meeting new people. Сите се многу пријателски расположени и ни се допаѓа многу овде и ни се допаѓа што запознаваме нови луѓе.